Добро вечер во централното издание на вистите за почеток настани на денот. Европските лидери на самитот Г20 бараат начин како да го ублажат планот на Трамп. Зеленски доби рок до четврток да се изјасни. Водата во Ресенско се повлекува и ги разоткрива штетите од поплавите. Направена е материјална штета и на посеви, и на домови, и на стопански објекти. АХВ апелира да се проверува водата за пиење во поплавените места. Екоактивистите од Струмичката котлина тврдат дека бугарски и албански мокници спремаат терен за активирање на рудникот Иловица Штука. Нема да дозволиме да ги трујат нашите семејства. Доктор кардиолог кој ги освои сите 14 престижни врвови. Кедев за предизвиците од покривот на светот, но и за искушението да проговори за скандалот операции за профит. Да се расчисти со процесот на профит во здравството. Аца Лукас приведен за време на настап во Кавадарци, пеел без неопходната дозвола. Во објектот имало повеќе гости од дозволеното. Водостоите се стабилизира, водата во Ресенско се повлекува по вчерашната поплава која зафати неколку села и повеќе објекти. Надлежните препорачуваат водата да не се пие. Интензивните врнежи направија проблеми во Охридско. Дождот ќе продолжи, а наместа ќе биде и пообилен. Сандра Спасовска. Допрва ќе се утврдуваат штетите по обилните врнежи од дожд што ја зафатија државата и предизвикаа сериозни поплави во неколку региони, а некритична беше состојбата во Ресен. Со сите расположливи човечки капацитети и механизација, пумпи за црпење на водата се санираат последиците, а по излевањето на реките Болска и Источка во ресенските села Царев двор и Дрмени, водата се повлекува, но штета претрпеа над 50 куќи, визби, магацински простори и земјоделски површини. Жителите на Ресенско добија и привремена препорака да не се пие водата од чешмите поради нарушен квалитет. Градоначалникот на општината Јован Тозиевски за Канал 5 вели се превземаат сите мерки, освен за санирање на последиците, да се превенираат нови штети доколку регионот биде зафатен од нов бран дождови. Направена е материјална штета и на посеви, и на домови, и на стопански објекти, и на инфраструктура. Во моментот се уште сите расположливи средства, веќе механизации, слично јавното предпријатие Македонија Пат, ЦУК, ДДС, кризниот штаб цел е на терен. Што се работи околу водата не е од загаденост. Во водниот систем имаме заматеност на системот од премногу вода. Превентивно препораката е да не се користи. Поплавени домови, подруми имало и во Битолскиот, но и во Охридскиот регион, каде 3 реки се излеа и поплавија повеќе куќи. Градоначалникот на Охрид Пецаков за Канал 5 вели, екипи работеле во текот на ноќта. Прелевањето на реките е сопрено, а дополнително се превенира по речните корита за да не дојде до нови излевања. На внимателност при конзумирање на храната и водата во поплавените подрачја повика и од Агенцијата за храна и ветеринарство. Доколку во регионите каде има излевање на реките и поплавување на домовите и земјоделските површини, водоснабдувањето се врши од индивидуални водоводни објекти, а ако има видливо заматување на водата, истата да не се користи за пиење и за готвење, се до санирање на состојбата и до добивање на лабораториска потврда дека водата е безбедна. Во домаќинствата кои се поплавени, храната која била во контакт со водата од поплавата, во поплавени фрижидери, замрзнувачи или подруми, да не се користи за исхрана, односно се препорачува ваквата храна да се фрли, стои во соопштението на Агенцијата за храна и ветеринарство. Од УХМР велат, врнежи ќе има и во следните денови. Денеска ќе биде променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Наместо врнежите ќе бидат пообилни. Јутре ќе се задржи променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Наместо врнежите исто ќе бидат пообилни и ќе има значителен пад на утринските температури. Поради падот на утринските температури, врнежите од дожд можат да преминат и во врнежи од снег. Од средината на следната седмица се очекува нов бран на врнежи. Нивото на реките речиси низ целата територија на државата е покачено, но засега, како што посочија Центарот за управување со кризи, состојбата е под контрола и без излевања.
Екоактивистите од Струмичката котлина повторно го окреваат гласот по сознанијата дека бугарски и албански мукници задкулисно подготвуваат терен за активирање на рудникот Иловица Штука. Бараат од власта да се ангажира и да стави крај на можностите рудникот да проработи во средина каде што се произведува најмногу храна во земјава. Игор Манасиевски. Граѓанските и невладините организации, кои се дел од неформалната иницијатива за спас на Струмичката котлина, алармираат дека повторно концесионерите задкулисно работат на отворање на рудникот Иловица Штука. Според нивните информации, структури од локални моќници поврзани со поранешната албанска партија на власт и бизнисмени од Бугарија продолжуваат со остварување на планот за отворање на рудникот, кој струмичани го прогласија за еколошка бомба. Нема да дозволиме во никој случај криминалците како Галена На, Иван и Цоло Витов да ги трујат нашите семејства, да ја загадуваат нашата земја. Во никој случај нема да дозволиме бандата на Дестини од Тетово преку Иван и Цоло Витов да ја уништуват Струмичката котлина. Битката против отворањето на овие два рудника, кои се наоѓаат на планината Огражден, на само километар до 2 воздушна линија од селата Иловица и Штука, трае со години и се уште нема дефинитивна разврска. Стравот кај мештаните се уште постои, дека во Струмичката котлина ќе никне рудник за злато и бакар со отворен тип на ископување, каде ќе се употребуваат и киселини при обработка, кои ќе значат крај за производството на храна. Тоа е страшно, ние се плашиме да помислиме на тоа чудо таму. А камали да се отвори и затоа ни трае борбата 8 години против ова зло. Чернобил е мало бебе, да кажем, во според со тоа што не чека, ако не да Боже се отвори таков рудник. Треба да биде еден од најголемите во Европа, 700-800 метра дупка, 52 тони амфоексплозив неделно, 1000 тони киселини. Ние сме всушност едни од најголемите производители на храна во Македонија, па и за извоз, исто така и доколку ни се отварат такви капацитети, јас мислам дека никој нема да сака понатаму да купи храна од регион кој што е деклариран како загаден. Инаку досега се одржани 19 протести и доста трибини против отворањето на овој рудник. Во еден период владата ја одзеде концесијата, па потоа со влезот на друг инвеститор проблемите со отворањето повторно се актуализираа. Екоактивистите со години барат власта да им помогне и конечно да се стави крај на сите можности да се отвори рудникот во Струмичко. Аца Лукас приведен за време на настап во Кавадарци, пеел без неопходната дозвола. Во објектот имало повеќе гости од дозволеното. Владата денеска со свечена седница го одбележа денот на албанската азбука 22 ноември, на која беа упатени пораки за важноста на овој ден и отин државава е дом на различности кои не разделуваат, туку ја збогатуваат нашата заедничка национална приказна. Честитки по повод денот на албанската азбука упатија и председателката Селјановска Давкова, како и од СДСМ. Македонија е дом на различности кои не разделуваат, туку ја збогатуваат нашата заедничка национална приказна. Албанската заедница со својата култура, јазик, традиции и вредности е суштински дел од нашата држава. Денес, кога го одбележуваме денот на албанската азбука, одаваме признание на напорите на генерации кои се бореле за образование, писменост и културен развој, но и на сите кои денес го продолжуваат тој пат. Јазикот е средство за вклучување, не за исклучување. Јазикот е мост за комуникација, не граница меѓу заедниците. Нашата влада има за цел да обезбеди еднакви услови за развој на сите јазици кои се употребуваат во земјата како дел од една современа визија за соживот. Кардиологот Сашко Кедав, кој ги освои сите 14 престижни врвови со над 8000 метри, вели дека во животот се може. Само треба трпение и смиреност. Нешто што во денешниот живот тешко се постигнува.
Во недела во 19 часот во Македонската филхармонија тој ќе го раскаже неговото искуство за секој искачен врв и искушение, но и задоволството по тоа. Мирјана Мирчовска-Јовановиќ разговараше со доктор Кедев. Искачевте 14 врвови, 2025 година за вас беше најуспешна година, над 8000 метри. Последните 13 во последните 4 години. Кој беше мотивот, професоре, за да се искачат 13 врвови за толку, да речеме, краток период, зашто нешто навистина е многу и недостижно? Всушност, тоа никогаш не беше и моја цел. Никогаш не сум имал цел да ги искачам сите 14 врва. Еверест беше 2009, дел од проектот 7 на високи врвови на секој континент, и после тоа сметав дека е тоа. Тоа и 12 години не одев по големите планини. Меѓутоа, после ковидот некако се отвори една перспектива повторно да се испробам на височини во зоната на смртта над 8000 метри, и така некако се одмота тој филм. Со тоа што после искачувањето на Манаслу, Даулагири и понатамо, секогаш сметав дека тоа ми е последен врв. И ако ги качував тие врвови, не мислев дека ќе ги искачам сите 14. Некој да ми кажал тогаш дека ќе одам на сите 14, сладко ќе се изнасмеев, бидејќи никогаш не сум го размислувал тоа. Меѓутоа, така некако се одмота тој филм, почна еден по друг, и на крај влегов во тој филм и ги завршив. Тешко ли беше? Сега вака кога разговараме е сигурно лесно, но еве гледаме каде се сте биле, мислам, имало и живото загрозувачки моменти сигурно. Не е лесно, сигурно не беше лесно, и на моменти сега додека ја спремам мојата презентација за во недела во филхармонија, се чудам дека се уште сум тука. После тоа се што поминав, бидејќи имаше многу ризични моменти, и со сигурност може да се каже дека престојот во зоната на смртта не случајно се вика така, бидејќи постои значителен ризик од смрт во тие услови. Кажувате дека не сте очекували некој да ви кажал би било смешно, но што беше мотивот? Како гледате од денешна перспектива на сето тоа? Што е она што професорот Кедев го натера да ги искаче, и дали ве промени сето ова како човек? Ќе почнам од крајот. Значајно ме промени. Ми даде многу голема смиреност. Прво пред себе, а потоа и надворешно. Тоа е сигурно еден исход на ова патешествие, бидејќи ова сето е дел од животот кој што е радост всушност. Радост, авантура, патување од познатото кон непознатото, и во овие услови над 8000 метри патуваме и од непознатото кон нештото што никогаш нема да го спознаеме. Посреќен сте? Никогаш... Кога ќе се вратите на моментите да кога се правело видеото? Сметам дека никогаш не сум ја барал среќата, бидејќи со среќата заедно оди и тагата. Со успехот оди и неуспехот. Растот во животот, паѓањето во животот. Значи, тоа е тој дуализам кој што оди со среќата. Меѓутоа, конечниот исход на сето ова е смиреност. 13,89 милиони евра се потрошени во приватните клиники и се покажа дека 10 случаи првично не требало да се направат овие интервенции. Министерот најави дека од сега ќе се прават тимови за овие операции. Во тој контекст, моето изнесување во јавноста на овој проблем беше јавноста и авторитетите што се вклучени во здравствениот систем да скренат поголемо внимание на овој процес и да се надминат овие недостатоци. Со вашето прашање за вчерашната најава дека ќе се формираат така наречени срцеви тимови, hard team, мислам дека е одлична стратегија, и тоа е всушност на крај и конечниот предлог како да се излезе од оваа состојба. Бидејќи не е доволно само да се изнесе некој проблем, јас го предложив ова како излез од овој проблем. Да се расчисти со процесот на профит во здравството, бидејќи таму кај што има профит, нема добро здравство.
тој така наречен национален хард тим, во кој што ќе учествуваат представници од повеќе специјалности од кардиоваскуларната медицина, ќе овозможи гаранција на нашите пациенти дека тоа што треба да се направи е навистина тоа што им треба, и сметам дека Фондот за здравствено осигурување треба да си ја земе одговорноста за тоа што плаќа. А нашиот национален хард тим ќе му помогне на фондот да биде сигурен дека тоа што го плаќа му треба на нашите граѓани. Премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Мицкоски се обрати на денешната трибина на тема локални и глобални предизвици од младинско значење, организирана од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и младината на Меѓународната демократска унија. If one nation is not working hard, especially small number as mine, Macedonian nation, is not working hard with the devotion, with the focus, and with the clear milestone where we will be 50, 100 years from now, that nation will disappear. Во Скопје денеска почна 11-тото издание на меѓународниот танцов фестивал Денсов 2025. На фестивалот во салата Борис Трајковски денеска и утре ќе учествуваат 2700 надпреварувачи од 12 европски земји: Македонија, Бугарија, Руманија, Словачка, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Грција, Словенија, Холандија и Турција. Организаторите велат дека фестивалот ќе ги обедини најдобрите танчери и кореографи преку спектакуларно дефиле, кое ќе го слави танцот, уметноста и интернационалното пријателство. Станува збор за едно најсилно регионално надпреварување во моментот, и ова надпреварување е една увертира во едно европско првенство кое што ќе се случува во Скопје во 2026 година. Тоа е европското првенство во балет, џез, модерен и класичен балет, така што ова е една прилика првенствено да се забавуваат танчерите, да уживаат, да се надоградуваат, да се запознаат, да стекнат нови пријателства, нови контакти, и со сето тоа ние би го развиле танцот и танцовата култура во Македонија. Многу ми е драго кога одзив има овој надпревар и се надам дека и следната година ќе имаме можеби дупло повеќе од тоа што имаме. Сепак 2700 надпреварувачи и над 3000-4000 гости, една сериозна бројка. Ова беше последна информација во централните вести. Останете со програмата на Канал 5, ќе се видиме и во вечерните вести. Пријатно!